Почитувани подпредседатели, почитувани колеги пратеници, една кратка реплика по однос на искажаните проекции за планот за раст за следната 2024 година. Колку овие проекции се неосновани, доказ се предходните години. Растот на бруто домашниот производ во просек од 2016 година до 2022 година со СДСМ и ДУИ е само 1,7%. Значи, повторувам, од 2016 до 2022 година просечниот раст на економијата во Македонија е само 1,7%. Во ноември 2022 година, овде во Собранието, премиерот Ковачевски соопштува дека имам план за економски пресврт. Потоа ова оди и во соопштение од Социјалдемократскиот сојуз, каде што се нагласува дека Ковачевски има план за економски пресврт и неговата теза и неговиот наслов на Ковачевски е 2023 година ќе биде година на економски пресврт и најавува дека 2023 година ќе има раст од 2,9% на бруто домашниот производ. 2023 година наместо со 2,9 завршува до сега барем со 1,6% бруто домашен производ. Раст до крајот на годината ова може да биде и пониско. 2022 година Ковачевски најавува во Собранието дека очекува да има раст од 4,6%, а истата 2022 година завршува со раст од 2,2%. Значи, кога СДСМ ќе ви вети раст на економијата од 4,6%, добивате пола од тоа или помалку од 2,2%, и кога Ковачевски ќе вети за 2023 година раст од 2,9%, имате цела оваа година до сега само раст од 1,6%. Да скратам, економијата во Македонија има најнизок раст споредено со Албанија, Србија, Косово, Црна Гора. Додека инфлацијата во Македонија има највисок раст споредено со земјите во регионот, особено цените на храната, цените на енергетиката и цените на услугите. Тоа на крајот значи голема инфлација и значи зголемена сиромаштија и земање од граѓаните. Затоа сметам дека власта е комплетно неуспешна, а стандардот на граѓаните е урнисан. Благодарам.